Прво издание на Checkpoint за 2021 година. За новогодишните празници сите сме дома со фамилијата. Некои играат видеоигри, други уживаат во филмовите, а трети пак се уште се оправуваат од бурните непроспиени ноќи. Па така сега ќе ви помогнам како да најдете заеднички муабет и сите заедно да уживате во некоја видеоигра или пак некој од филмовите. Бидејќи знаете, можеби некои од вас се уште не се ни запознаени, дека повеќето од филмовите се базирани на некои од видеоигрите. Па така, сега ќе ви појаснам и објаснам кои филмови се базирани на видеоигрите, а еве и кои се моите препораки за филмови за овие божикни празници. Уживајте! Морате да ги изгледате филмовите од Hitman, Пукање и акција. Тоа не е одземено и од Mortal Kombat, Rise of Tomb Raider, Assassin's Creed, серијата Witcher, која е една од најгледаните минатата година. За љубителите на суперхероите нема да погрешат со новите филмови на Spider-Man, според кои се правени и новите видеоигри од истоимениот јунак. Заштитникот на Gotham City, Бетмен, исто така е old school, но секогаш во мода, со своите видеоигри и филмови. За оние кои сакаат брзо возење, овде е филмот Need for Speed, инспириран од истоимената игра. За крај, мој предлог е да ги погледнете сите делови од Хари Потер, бидејќи веројатно оваа година не очекува отворената или така наречената Open World игра со која што ќе можеме да прошетаме низ Хогвартс. А сега следуваат новостите од виртуелниот свет. Што е тоа што ќе ни изненади малку повеќе или малку помалку за оваа недела од виртуелниот свет? Погледнете. Apple ќе направи модификација на тастатурите кои што со децении изгледаат непроменето. Блогерите на Patently Apple забележале нов фасцинантен патент на компанијата Apple. Станува збор за систем со кој би се поставиле мали екрани на секој копче на тастатурата. Според патентот би станувало збор за самостојна тастатура или тастатура вградена во лаптоп, во која секоја копче може да се конфигурира за да прикаже што било, а со тоа копчињата би можеле да се менуваат од букви на латиница во букви на кирилица или слично. Ваквата тастатура веројатно би можела да направи многу повеќе од ова и би отворила нови можности во дизајнот и видеоигрите. Згора на тоа, тастатурите се хардвер што е тешко да се унапредува и се чини дека тастатурите се непроменети со децении. Тастатурата е уред кој корисниците многу го удираат и може да биде оштетен, што го прави новиот изум пофасцинантен. Windows 7 ќе има уште неколку дневна поддршка од Microsoft, а потоа само останува да се молите да не закачите некој вирус или евентуално да не бидете цел на хакери. Windows 7 ја изгуби продолжената поддршка од Microsoft на 14 јануари 2020 година и по овој период само деловните корисници можеа да плаќаат повисока цена за да продолжат да добиваат поддршка за оперативниот систем. Според аналитичката фирма State Counter Global Stats, Windows 7 во ноември имаше удел на пазарот од 17,6%. Ова е всушност големување од скоро 1% во споредба со октомври. Windows 10 во тој период држеше 75% од пазарот. Net Market Share бележи слична статистика и според компанијата Windows 7 во октомври имал удел на пазарот од 21%, додека Windows 10 имал 74% удел на пазарот. Според анализите, геймерите сепак предпочитаат понови верзии на Windows. Најновата анализа на Steam Survey покажува дека 89% од корисниците доаѓаат од платформата Windows 10, додека само 5% од нив доаѓаат од Windows 7. Цените за продолжување на добивањето ажурирање за Windows 7 Enterprise и Windows 7 Pro ќе се зголемат во наредните месеци, што може да доведе до намалување на употребата на застарената платформа. А сега сите притиснете F за Adobe Flash Player, бидејќи една од најдобрите алатки замина во историјата. Додатокот на пребарувачите на Flash Player-от на компанијата Adobe престана да работи од 31 декември. Flash Player првпат се појави во 1996 година и беше еден од најпопуларните начини за пренос на видеа и играње игри на интернет. Сепак, тој беше исполнет со бројни безбедносни проблеми и не го издржа успешно преминот кон ерата на паметните телефони. Adobe веќе нема да обезбедува безбедносни поддршки за Flash и се препорачува корисниците да го деинсталираат овој приклучок од прелистувачот. Кога првпат се појави Flash Player-от, повеќето корисници се поврзаа на интернет преку модем, што беше премногу бавно според денешните стандарди.
но овој додаток дозволи репродукција и побрзо преземање на снимките. Сите анимации и видеа што се наоѓаат во флешплеерот нема да бидат достапни на интернет од 12 јануари. Што би се рекло, на шала на смеа, Sony си ги продадоа сите PlayStation 5 конзоли. Се сугерира дека Xbox Series XS конзолите се продадени во преку 2 милиона, но се истакнува дека овој број ги представува испорачаните, а не купените конзоли од крајните корисници. Главната причина зошто Sony е лидер во испораката е раното производство, што значи дека компанијата имала на располагање повеќе копии од конзолите пред пуштањето во продажба. Sony има за цел да испорача помеѓу 16,8 и 18 милиони PlayStation 5 конзоли во 2021 година, со што моделот би станал најуспешна конзола на компанијата досега. Sony испорача 3,4 милиони PlayStation 5 конзоли во првите 4 недели од објавата на уредот. Тоа ја сместува најновата конзола пред резултатите што ги остварија PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch во текот на нивниот прв месец на објавување. За последна вест, можеби и најубавата, бидејќи станува збор за јануарските игри кои што треба да излезат во наредниот период. А тоа се овие игри. На 7 јануари излегува Irish Fall, на 14 Scott Pilgrim vs. The World, The Game Complete Edition, на 20 трилогијата од Hitman и тоа ќе значи крај на овој серијал. На 26 излегуваат Atelier Ryza 2, Lost Legends and The Secret Fairy, Cyber Shadow, Stronghold, World Lords. На 28 излегуваат The Medium и Yakuza Remastered Collection и на 29 Godswill Fall. Прилично интересен и мирен почеток на оваа година. Во продолжение следува разговорот со Стефан Лазаров. Останете да видите дали јас и тој ќе најдеме заеднички муабет во врска со видеоигрите. И кој е поголем геймер? Дали тој од некој кој што нема контакт со видеоигрите ќе стане некој подобар геймер од мене? Уживајте! Во денешното издание на Checkpoint го имаме, може да речеме ново печениот јутубер кој што моментално и руши рекорди на YouTube сцената во нашата држава. Јутуберот Лазаров во Checkpoint. Лайк и subscribe обавезно пред да почнете да гледате. Здраво Петро, многу ми е драго што сум кај тебе на гости, што сум кај вас на гости. Поздрав до вашите гледачи. Вака, да започнеме веднаш. Дали ти си некогаш играл видеоигри? Видеоигри, мислам дека не постои човек што нема играно во животот. Ти кажав дека не сум некој си геймер, можеби не сум компетентен да бидам дел од оваа емисија, немам познавање кузне колку за игриве, али дека сум геймал, дека сум трошил време, сум трошил време. Колку време си трошил отприлика? Па добро, кога бев помал, сигурно во ние не средношколски, туку во основно училиште кога сум бил, сигурно имало по некои си 5-6 дремење сати. Навечер кога мајка ми ќе дошла ми залепи една заушкот позади, па ќе ми каже стани, домашна напишеш, али во последниве 5-6 години скоро и па да не посветувам. Добро, тоа претпоставам поради обврските. Нормално. Немањето време. Да. Вака, што мислиш ти за видеоигрите? Дали тие влијаат добро на луѓето кои што ги играат? Не мора да значи дека се децата, бидејќи имаме секако и деца и возрастни кои што играат независно. Да, видеоигра како видеоигра може да влие и негативно и позитивно, се зависи од според мене време траењето на играњето. Знаеш, на дете да му ускратиш она радост која што треба да има реално што ја добива преку видеоигрите, за мене е лош потек, но треба да се знае до каде е границата. Веќе кога знаеш, доаѓаш до момент да те болат очи, ти отупува мозокот, трошиш премногу време, се отргаш од вистинскиот свет, веригуваш во видеоиграта, тука веќе настанува проблемот, но ете, мене например видеоигрите ме научи англиски јазик, што ете ќе ми остане во текот на позитивна работа, така да секој треба да се најде границата на користење на компјутер, лаптоп, PlayStation. Што мислиш ти, која е границата за да се користат тие технологии? Не знам, ете, некогаш може и 2 сати да биде многу, некогаш може и 5 сати да биде малку, но ете, што знам, задоволи си го на оној момент над ми се игра. Не знам колку ете, нека биде оптимално 2 часа, да не се претерува, да не биде пола ден потрошен во видеоигри. Според мене, не знам. Кои видеоигри ги ти имаш играно?
Јас ги имам играно Counter, имам играно FIFA, имам играно PES, имам играно WoW. Не знам дали се сеќаш на Half-Life. Пред 10 години тоа го игравме, а најмногу време посветив во животов на Conquer. Децава сега што гледаат појма немаат што е тоа, иста игра со човечиња, беше со рипкање. На таа игра имам потрошени пари, real cash, како се викаше, кога купувавме во вистински Добро. пари. Да, кога бев помал, на нејз имам трошено сигурно по 8 до 10 часа, ама зборам 7, 6, 8 оделение. И мислам дека и во неколку наврати моите дури ме казнуваа да престанам да играм. Али ете најмногу впечаток како игра ми оставила WoW поради графиката и се што ја содржи самата игра и малку играм и PUBG сега е као поново. Сега. Сега као поново PUBG. Како се снаоѓаш во PUBG? Па рекордот ми е второ место, chicken dinner winner како беше Никако. го немам да живеам се Никако. уште, али графиката е многу добра, ама ми нема поента. Зошто? Па ќе победиш и што ако си победил. Не знам, во други Ма игри имаш како WoW. ручок. Па, не се разбирам Не толку. си победил, не знаеш. Не се разбирам толку изгледа. Не знам, пукање ми е, ама ете, да потрошам време саат-два. Еве да речеме сега кога беа карантините, нели се излажа барем да уклучиш некоја видео игра? Conquer, пак си го симнав. Која е поентата на Стара таа љубав игра? заборав нема. Conquer е игра која што имаш човече, си го градиш повеќе левели, па опрема си добиваш, има sword, blade, armor, necklace, ring, коронета, double socket, минус 5, 7, така нешто. И интересно беше што стварно се посветив карантинот, пак играв по 8 сати, го направив најакото човече на серверот, станав guild лидер и цел сервер така ме прашуваше мене што треба да правиме во недела на guild вар и се осеќав битен, барем во играта. И се шегувам и ете, најголема штета беше што заврши карантинот и ми го избриша серверот. Штета. Дивидус. Искрено. Дивидус. Ај сега сакам вака да објасниш ти на нашите гледачи што е тоа армор, што е тоа свord, што е тоа некал, што е тоа, како би ти објаснил Па армор е... на некој што нема појма со тоа, што се нема сретнет? Армор му доаѓа облеката. Така, добро. свord е мечот, блейд е исто така вид на меч као сабија, свordот е како се вика меч. Меч. Баш меч. И клап има. Тоа е клап кој Добро, стап. добро. И има тројан се вика во играва, во десна рака држиш едното, во лева рака држиш другото, има fast blade, scan sword и тука му доаѓаат тие моменти на skills, колку те бива и колку не те бива и баш ме бива. Ама таа игра умре, децава не ја играат, веќе посветуваат повеќе внимание на Fortnite, на PUBG, на Call of Duty што играат таму, не знам. За тие игри сум тотален дебилус. Не играш некоја спортска игра, да речеме FIFA, PES, такви некои? Секогаш постои оној момент, петок немам што да правам со другариве, што правите дечки, ајде да се симнеме в PES да играме, тоа го правам. Добар сум, не можам да се пожалам. Барса си ја бирам секогаш, најавам за Барса. Сега. Ти за Реал си? Не, За кој си? црвен ѓал. Црвен ѓал, Манчестер. Ја не знам кој ти дал емисија да правиш, треба да те скратат со не може за Манчестер Юнайтед. клуб. Најтрофејниот клуб. Абе види, Која Барса? Значи- Еден играчки ви растура екипата. че се е тоа во ред и Копров правеше најдобри текстови, ама Копров замина во историјата на текстовите, така да и Манчестер беше најдобар, ама беше. Така ќе му дојде. Не се сеќа редено, сега на Барса истото ќе Па се не знам врати. кога ќе ја пуштите емисија, ама од ПСЖ 1-3 пред некој ден изгубите, така да. Се шегувам, Вака. се шегувам. Се разбира. Вака, кажи ми ти како стоиш со мобилните игри? Дали Мобилните играш? игри? Не знам дали си чул за АФК Арена. Леле, па јас од не геймер станав геймер. Кога се слушавме ти кажат дека не геймер. Има една пак АФК Арена ја заиграв и таа карантинот. Што игра е тоа? Пак е со човечиња. Па. Не знам, мене ми се интересни тие. Не сакам стратегии, досадни ми се. Вака си градам постепено човече и да ми стане интересно. Ти 100% Майнкрафт е за тебе. Да, никако. Оди. Тоа го имам гледано на кој GP Стефанатор и не би го играл никогаш. Ти зошто? Па не знам, што не ми делува детска премногу играта. Што знам? викаш? Па не сум ја пробал никогаш. Вајде е градење нешто, што е тоа? Па да, Појма нема. коцки град. Коцки град. Ми нема поета, ако сакаш да градиш, ќе идеш у градилиште, ќе си градиш. Буквално ја не ја сакам. Вака, какви се тогаш оние конгур, како и Конквер. Конквер. Она другата како АФК. АФК Арена. Добро, Конквер е- тие какви графички како стоат тие. Конквер нема кој знае каква графика, а АФК Арена е мобилна апликација која што знам, добра е за денешно време, а Конквер во тоа време пред 10 години беше партали. После Конквер излезе WoW.
од излагањето на WoW веќе луѓето сватија дека графиката оди многу напред и тука мислам дека баш Conquer падна. Не знам, ќе се видиш на YouTube после ми се јава. Conquer за денешно време не е интересна веќе игра. Самата Conquer има повеќе приватни сервери кои што беа во старо време што ги игравме, а сега новата Conquer е направена со 300 чуда, крилја, милја, не знам таму што и престана многу вистински играчи што играат тогаш да играат. Имагинација, значи, повеќе на имагинација. Скроз. А вака, какво детство си ти има? Многу ме интересира, бидејќи ти од не геймер стана геймер. Дали си го поминал детството, што знам, Nintendo, дали си играл Nintendo? Не сум играл Nintendo никогаш. Не си играл. Ја бев дете што многу спортуваш, играв фудбал и стварно многу играв фудбал и постојано играв фудбал и не бев дете што дреме на компјутер. Играв игри како и сите, а сеќавам на мојот прв PlayStation Cats, оној белион. Сеќавам мајка ми го купи 100 евра во тоа време, па ја мислам ме паднав на несвес и се преродив по 100 пати. Што играв тогаш? FIFA 2006 со Роналдиньо, мислам беше тогаш. Најдоброто, FIFA и PES со таа Така година. некако беше, тоа ми е во глава, кога беа FIFA и PES како на оние резултати што ги отваравме, не ми текна зборот сега. Телетекст. Телетекст. И од страна така излага, некако телетекст, да. Излага од страна и не беше многу комплицирана сега во денешно време, направени се графики, дриблинзи, миблинзи, го зимаш Роналдо, тепаш 5-0 само со Роналдо. Ајде бе, сега Роналдо го зимаше за Барса на веш. Ово некако не ми иде на мене. Види- Искрено да ти кажам. Види, Меси ти е бољи у вистинскиот живот. А поради тоа што некој имал комплекси од таму од собствениците на FIFA, па морал да го појача Роналдо, пошто не го бива тоа у вистинскиот живот. Значи да ги обвинуваме FIFA. FIFA и PES. Конами, значи. Конами, тие. Дали си одел по флипери? Како мал? Флипери. Не, флипери како флипери, мислам дека не го фатив тој период. 23 имам јас, мислам дека малку го испуштив тој период или по Скопје веќе изумреа тие флиперници, компјутерници тогаш излегува Pentium 3, 4, како беа сум Тоа заборел. беше за тоа време вселенски брод. Со оние маусите со топчиња. И после тоа се сеќавам во стојка поранешна тие што се од аеродром знаат стојка компјутерница донесоа маус пади гол. Не големи, малце така. И тогаш излезе Half-Life, пајав му несвес. Ку знаеш што да се случило во компјутерницава и тогаш почнавме да ги играме оние MM32. Се сеќаш на MM32? Еден на WAD, другиот на стрелкине. Тоа било. Над 100 игри во еден програм, па Да. тоа беше за тоа време. Иако нема добра графика, однака некои буквално едноставни игри. Едноставни игри, ама За сега, за денешно време. За денешно време сите игри од тогаш се реално не глупи, ама поминати и здосадени, така да. Па еве не знам колку знаеш, сега имаме игри кои што буквално да беа до пред 2-3 години немаше никој да ги погледне. Among Us, дали си слушнал на со лажењето? Не можам тоа да го сварам, не. Аха. Знаеш што ме напиња највише кај Among Us? Сите јутубери снимаат, сите се Among Us. А јас се посветувам, одам таму карпу кароке ни Срби и мрби и таму се мачам и сега некој ќе ми стави на тоа човечето го бркал, тој излегол од затворот не знам каде и дупло од мене вјус. Кај го има тоа? Се шегам, добра играта. Играта е добра, интересна, ама не ја играм. Не ја играм. Не Не за знам. тебе. Ете, револт имам кон луѓето што ја играат, имаат повеќе вјус од мене. Добро, знаеме тоа како функционира, бидејќи до некаде јас сум запознаен со тие јутуберски води. А што мислиш за тоа што децата во денешно време веќе би речи си не си ни играат надвор? Тие се повеќе на телефоните, независно дали се на апликациите, TikTok, Instagram, видео игри, дали играат на компјутер, PlayStation. Но ми е жал што е така и многу ми е драго и среќен сум што јас мислам дека бев меѓу последните генерации кои што игравме граница, игравме тоа се бркавме низ мало, последните генерации кога мајка ми буквално се дереше, врати се дома, сега ги тепа да излагаат дома. Не знам, поразително е тоа што стварно децава не излагаат од дома и што е излагаш надвор, гледаш терен празен, нит фудбал играат веќе, нит кошарка, нит и ги има она статко кокетирање со симпатија од четвртот, петот делина. Денеска се сведе на лајкови, на сабскрајбери, на шерови. Да можеш мене да ме прашаш, ја би изгасил све одеднаш. Значи, све би изгасил, сите да излеземе да се запознаеме. Здраво Петар, јас сум Стефан, мило ми е. Денеска све се сведе на игрите, на не знам, многу ми е жал. Каде ќе оди, не знам што повеќе од тоа, ќе дојде момент кај што запознавањето ќе биде само преку игри, преку Facebook, Instagram и Snapchat, не знам.
може би треба некој битен од држава да потегне некаква си иницијатива за такви некои игри што не се социјални и да се вратат оние моменти кај што стварно сме посветувале многу време на играње надвор. Но еве имаме држави кои што введуваат буквално во образованието да се учи тој спорт, електронскиот Да. спорт. Па Што тоа е мислиш за тоа? Дали треба да се изучува? треба, значи све треба, не дека не треба да се изучува, не дека не треба да ги има, ама треба да се наоѓа еден баланс. Треба да се наоѓа решение како детето и да ја добива да го добива таа задоволство, бидејќи познаваме многу геймери кои што и професионално се бават со игри, кои што заработуваат од тоа. Живеат од тоа. Секој млад човек треба да има избор што ќе прави во животот. Барем јас сум open minded за такви ствари. Но треба да се наоѓа решение ако е задолжително да имате таков вид на настава, да има и физичко, ама колку пати бегаат учениците и не одат на часи заради тоа што и самите професори, наставници можеби не посветуваат веќе толку многу внимание на децата. Ке дојде физичко ќе им даде 2 топки, играјте кошарка. Буквално е тоа. И не знам, тука целото прашање се спојува и со колку спортот ни е фудбалот На кој периодов ниво ни е добар, се вложи Единствена малку светла во точка. се вложи малку во терени, во школи, во академијата за фудбал донесе до плод, кошарката не е катастрофа. Во сала сега дете да влезе е ладно. Буквално, значи 5 сали можам да ти ги набрам во Македонија кои што имаат услови за деца стварно да Не, тренираат. добро. Но тоа е сепак некоја, да речеме, друга тема, нели? Да. Не Ќе е геймингот забегам. виновен за тоа. Ќе Не забегам. е геймингот виновен за тоа. Да. Еве ти си човек од шоу бизнисот. Да можеме да го наречеме комотно така. Така е и сум. Да ти се укаже прилика, еве, паднавме на мојаве дека заработуваат луѓето, живеат од геймингот. Дали би се впуштило во тоа? Било на кој начин, дали да бидеш водител на таква некоја емисија, да речеме Checkpoint. Лично јас не уживам во геймингот. Добро. Тоа е најголемиот проблем за мене. Сметам дека секогаш тоа што го работи за да бидеш стварно добар, треба да уживаш и да ти е љубов. Така да јас страна на гейминг да седнам да геймам и да го тепам така времето и притоа да заработувам, не бидејќи имам други амбиции и цели и се посветам на нешто друго, но не значи дека не ги поддржам луѓето кои што го прават тоа. Напротив, алал да име, браво. Знам колку е тешко, тоест не знам, сигурно е тешко да се седи по 12 сати на едно столче и да се тренира LOL или WoW или Counter Strike сега ново што го играат. А јас лично за себе секогаш, барем таков човек сум, сакам трчање, шоу бизнисот е трчање. Постојано комуникација со луѓе, геймањето е реално затварање дома и живење Еве, во еден. Имаме virtual reality. Знаеш, она VR кога ставиш уредот на очите и Да, буквално си у играта веќе. да. Таму имаме физичка Активност. Активност, да. Што мислиш за тоа? Ма види, во денешно време све може, ќе направат и со лежење на кревет да можеш да трчаш. Ама пак е тоа геймање, не знам, за мене лично геймањето не дека е трошење време, но губење од можеби други можности кои што ќе си ги направиш ако имаш повеќе слободно време. Тие што се одлучиле да заработуваат од геймањето ги почитам и со среќа нека име. Но мене ако тебе јас ќе имам син и ќерка, никогаш нема да им го дадам оној примарен совет, деца дај да геймате за да заработите. Туку користете го геймањето како тргање на мислите од негативни ситуации, едноставно губење време од реалноста, јас ќе кажам така, за да најдеш да се посветиш на нешто што ќе ти донесе забава и тоа е се. Еве го Стефан како татко. Добро. Што ќе прави на своите деца? За да не игра, што ќе им направи? Дали ќе ги казнуваш како што викаш? Тебе што те казнувале за да Казнувањето како систем за забрана? не за воспитување за мене секогаш погрешен. А ете, ќе имам син и можеби ќе му посветам многу повеќе внимание на петок да одиме во парк, да идеме да играме фудбал заедно. На дете јас си имал имаш татко, имам татко, секогаш значело кога ќе ми посвети внимание во петок или во сабот или било кој ден да излеземе заедно да земе на топче, си го подаваме на 5-6 години. Од тие најрани години се формира желбата на детето. Не можеш да го земеш на 15 да му кажеш тато ај сега да играме. На 3, на 4, на 5 ќе му дадеш топка, ќе видиш што сака да прави сега. Ако детето не се пронаоѓа во тој и сака да биде програмер и геймер, тогаш треба да си паметен и да му го возможиш тоа. Али тоа се гледа на најраните години. Не. Или ќе земам ќе кој сте, па ми нема друго решение. Друг. Па крај. И така да одрајат излезем. Вака. Друг ми беше муавето. Еве да речеме детето игра 5-6 часа без преста. Тато, остај ме на рад, значи не ме замарај, сакам да играм.
Што ќе направиш? Многу зезната ситуација, А? Нема кјотекот, нема друго. Ќе го врзам за дрво, ќе го полијам со мед и ќе му пуштам чели. Се шегувам, не знам, затоа вајде немам деца уште. Појма немам, Рано ти, кога ќе дојде моментот да го имам тој проблем, се надам дека нема да го имам, тогаш ќе мислам, тогаш ќе му звонам на татко ми, тато, дај бе реши го проблемов со внук ти. Не знам, стварно не знам како ќе го решам. Што би ги советувал, денешниве деца, твојата публика, да играат игри, да не играат игри, да прават нешто што ги исполнува наместо да седат по цел ден дома на компјутер. Иако тоа ги исполнува, да речеме, на некој начин, но сепак секој го бива за нешто друго, не значи дека ако игри го бива во игрите. Така е, затоа се игри, не мора да те бива, играш. И да изгубиш не е страшно, сега многу често кршиме тастатуриот, што не бива. Не знам, мој совет ќе биде, што и да е во животот, ставете го образованието на прво место, не треба да биде она бубање, 5-ки, 10-ки, не знам што, туку научи ги првично примарните работи кои што мора да ги знае за животот, а потоа посвети се на нешто што е второ, гејмање. Не го запоставувај училиштето, не го запоставувај, не запоставувај физичката активност, не го запоставувај другарувањето. Тогаш кога ќе ги постигнеш сите овие три работи, најди си време за гејмање. Но заврши си ја домашната работа, истрче 10 километри, добро, многу е. 5 километри, мал си за кафе, тоест мали се за кафе, не знам, оди на улулашки, поиграј со децата и потоа седни да изиграш 2 сати. Многу е погрешно на завршување во училиште во 3 часот и потоа седнување до вечер на компјутер. За мене тоа е погрешно и тука ако не го спречиш тој момент, може да дојде и здравствени проблеми. Колку децеви ти познаваш што посветуваат повеќе од 8 часа на компјутер и се здеберени. И имаат потоа проблем во животот и не можат да си го решат. Дефинитивно главен проблем. Затоа физичката активност е, не рекле по старите, трчај мали, трчај мали, не се зезај. Тоа е. А виртуелната социализација на децата повеќе се дружат преку видеоигри, преку четови и било што. Па се дружат заради тоа што го забораја моментот на во живо дружење. Тоа е проблемот. И го наоѓаат решението преку интернет. Со тоа што во денешно време добрата страна што секој од нас може многу повеќе да научи, не само за игрите, за се интернетот достапно е се за разлика од пред 15 години кога не сме знаеле ништо. Убаво е, јас научив англиски, кажав и запознав пријатели многу преку игрите. Мене Counter-Strike ми го донесе најдобриот другар што ќе ми биде кум во животот. Ама пак кажам, ќе си најдеш граница кај што ќе одлучиш дека треба да престанеш, треба да си најдеш баланс и мислам дека се ќе биде во ред. Фала ти за гостувањето во Checkpoint. Ова ќе биде нашиот Checkpoint. Што е Checkpoint Checkpoint во видеоигра? Во видеоигра Checkpoint, па не знам кога ќе добиеш нешто, кога ќе достигнеш некој левел, така? Да. Checkpoint. Да. Као добро нешто. Да. Као што е во рагби touchdown, Checkpoint му е во игра. Достигнавме ли Checkpoint денеска? Да, Успеавме. Точно, тоа е тоа. Лайк и subscribe на неговиот канал и на мојот канал и гледајте емисијата Checkpoint. Ти благодарам за гостувањето, ми беше чест и задоволство да позборуваме за видеоигрите и од не геймер го направивме па подобар геймер од мене и повеќе геймер од мене, дефинитивно. Ти благодарам уште еднаш. Фала ти на тебе, уште еднаш да ти се заблагодарам и да те поддржам. Многу ми е драго што млади водители како тебе работат и се надам дека што повеќе ќе има за да се шири сцената и геймањето. Фала ти многу. Тоа е тоа, драги гледачи. Се гледаме во наредното издание на Checkpoint. Заследете на социјалните мрежи мене и Лазаров на YouTube, Checkpoint на Instagram и YouTube Checkpoint. Логото го знаете. Исто место, исто време, наредна недела. Пријатно.